Play In. Како прва рубрика денес, како што погледнавте во флешот, ќе ја проследиме краток дел од џип турнејата која се случи по петти пат во Демир Хисар. Ние бевме таму и проследивме цела турнеја, тоа ќе оди потаму во нашата програма како цела репортажа, а сега ви представуваме само неколку моменти од таму како поминавме. Останете со нас. Play In. По повод 2 септември, денот на ослободувањето на општина Демир Хисар, исто така и празникот што следува 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, Сдруженијето Off-Road Демир Хисар и градоначалникот како покровител секако и локалната самоуправа и бројни помагатели, донатори од општина Демир Хисар и соседните општини по петти пат ја организираат ова џип турнеја во џип турнеја 2016 Демир Хисар. Ова е една манифестација која што е петта година стана и традиција во општина Демир Хисар. Ние како одговорни луѓе и понатаму ги поддржуваме ваквите манифестации се во насока на промовирање на нашата општина, нашите природни ресурси, природни убавини и секако дека ова ќе се на овој начин собираме нови идеи, нов поттик за поврзување на сите оние ресурси, туристички ресурси од цел регион. На ова џип турнеја учествуваат меѓу 200 и 250 учесници од покрај регионот и од повеќе градови од Македонија и е специфична затоа што учесниците со своите возила ќе одат по врвиците на комитските чети од овој регион. Значи, тргнување во 8:30 пред општина Демир Хисар. А претходно да кажам дека имаме учесници од повеќе градови од Македонија, од Скопје, од Сопиште, имаме од Кичево, од Охрид, Прилепчани, Битолчани и се разбира ние како домаќини од Демир Хисар. Сега тргнуваме во 8:30, ќе објаснам малце за рутата, како ќе се одвија рутата и колку километри ќе биде патот. Значи, офроид се вози по земјени патеки, шумски патеки, калриви терени и затоа рековме дека значи треба да биде учество да зема на џип турнеја, возила со 4x4, ендуро мотори, крос мотори и АТВ мотори. Тргнуваме од Демир Хисар, се движиме по магистралниот пат за Кичево, се исклучуваме на 15 км во местото Големо Илино и по земјен пат се движиме на местоста Илинска црква, на висина од околу 1800 метри надморска височина, каде што не чекаат екипата од Кичево, дел од Кичево и Охридската екипа. Се спојуваме таму и го продолжуваме патот кон место викано Еврејка на 2000 метри надморска височина. Тука имаме еден мал дел, екзибицијски дел, кај што ќе покажеме некои вештини од џиповите и вештините на возачите. Тука ќе видиме некаде околу 12 часот до 13 часот, еден час и се движиме по рудината, од кај што се гледат двете езера, Преспанско и Охридско, а од другава страна, значи сакам да кажем дека како видик имаме на тој терен, дури некаде до Прилепско. После тоа се движиме кон манастирот Свети Петар во село Смилево. Сега таму се одвиват најглавниот дел во нашава џип турнеја, тоа е Сдруженијето на џипџиите. Имаме културно-уметничка програма и еден спортски дел со тргање на јажи, пријавување на екипи и за да биде поатрактивна џип турнејата. На самото место таму имаме културно-уметничка програма каде што ќе настапи групата Плетнека, реномиран оркестар од Битола, од 15 часот до натаму, до кога ќе рече организаторот, до кога ќе има потреба.
Таму е отворено за дружење за сите од Демиркисар и другите кои што сакаат да присуствуваат. И тука го завршуваме рутава со поздрав и до година да се видиме повторно. Play in